Македонски светители. Месец јуни. Свети Константин и света Елена. Се празнуваат на 3 јуни, нов стил, или 21 мај, стар стил. Константин I Велики бил син на Констанс I Хлор и Елена, ќерка на Анџија, и се смета за прв македонски император. Бил роден на 27 февруари 272 година во село Нивеница, денешно Драчево, Скопско. На 18 годишна возраст стапил на служба во римската војска. Наскоро потоа таткото на Константин, Констанс I Хлор, бил прогласен за западен Август и завладеал со Галија, денешна Франција и Британија. Во 306 година Константин му се придружил на својот татко во Трир, Галија, и со воодушевување бил прифатен од страна на татковите воени единици, кои го нарекувале Константин I Македонски, бидејќи потекнувал од Македонија. Татко му на Константин веќе бил на умирање и по неговата смрт, истата таа 306 година, Константин бил прогласен за император на Галија и Британија. Константин од секогаш строго се придржувал на советите од татко му Констанс во поглед на политичката толеранција кон христијанството. Всушност, тој уште во времето на Диоклецијан искажувал отпор против неговите антихристијански активности, кои се манифестирале преку измачување и убивање на христијаните, како и одземање на нивните имоти. Така, првата задача на новиот император била да ја објави слободата на исповедањето на христијанската вера во земјите под негова власт. Но претходно тој морал да се справи со противниците кои сакале да го погубат. Фанатикот на паганството Максимијан Галерий на исток и суровиот тиранин Максенти на запад го мразеле царот Константин и правеле заговор да го соборат и убијат. Но Константин, со помош на Бога, останал неповреден. Галерий починал од лута болест, а Максенти бил поразен од страна на Константин. Пред својата победа, Константин се молел на Бога да му даде знак што ќе ја поттикне неговата војска да се бори храбро, а Господ му го покажал на небото светлиот знак на крстот со надпис: "Со ова ќе победиш." Откако по победата на Максенти станал единствен владетел на западниот дел на Римската империја, Константин го издал Миланскиот едикт за верска толеранција во 313 година, пошто целосно ги укинал казните за исповедување на верата и им ги вратил одземените имоти на христијаните. На овој декрет му следела цела низа декрети во полза на црквата Христова. Распнувањето на крст било забрането, крвавите игри во циркусот биле откажани, се прекинало принесувањето на пагански жртви и пушењето во празнични денови, било воспоставено празнување на неделата со забрана на изведување судски постапки на овој ден и прекин на работата како за слободните граѓани, така и за робовите, сирачињата и напуштените деца, како и сиромашните и бедните кои паганството ги оставило без помош и грижа, биле земени под царска заштита. Започнале празниците на обновување и осветување на црквите во сите градови. Насекаде се слушале пофални и благодарни молитви кон Бога. Епископите се состанувале слободно за да разговараат за потребите на црквата. Но додека на запад христијаните напредувале на овој начин под власта на Константин, сосема поинаку било на исток, каде што како нов владетел се издигнал Лициниј. Воспитан на дворот на Диоклецијан, како командант под Галерий, тој, откако го достигнал достоинството на Цезар, почнал да пројавува огромна омраза кон христијаните. Откако родски се поврзал со Константин преку бракот со неговата сестра, Лициниј во почетокот не се осмелил да му се спротивстави на неговиот моќен зет, па дури го потпишал Миланскиот декрет за верска толеранција.
Но наскоро, откако по смртта на царот Максимијан станал суверен владетел на целиот исток, тој почнал да ги угнетува и понижува христијаните. Плашејќи се да не ја изгуби својата кралска моќ и слушајќи ги клеветите од представниците на идолопоклонството, тој ги затворил и уништувал христијанските цркви и барал од сите, а особено од неговите војници, паганска заклетва и принесување жртва на идолите. Оние кои не ја исполнувале неговата волја, ги подложувал на затвори, страшни мачења и маченичка смрт. Во тоа време патем настрадале и храбрите свети 40 маченици. Поради сето ова, како и поради други нечесни дела со кои наштетувал на империјата, неколку години подоцна Константин го поразил Лициний и станал единствен император на целата Римска империја. Тој веднаш го проширил Миланскиот едикт на целиот источен дел на империјата и конечно, по околу 3 столетија прогонство, за прв пат христијаните можеле отворено да исповедаат својата вера во Христа. Меѓутоа, мирното суштествување на христијанската црква било нарушено од несогласувањата и раздорите што произлегле во црквата од новопојавените ереси. Посебно погубна за црквата се покажала ереста на Арии, која се осмелила да отфрли божествената природа на Синот Божи и да поучува за човекот Исус Христос. По наредба на императорот Константин, во градот Никеја бил свикан првиот Вселенски собор во 325 година. На овој собор се собрале 318 епископи, меѓу кои имало мнозина епископи исповедници од периодот на прогонството, како и многу други светилници на црквата, меѓу кои свети Николај Мирликијски и свети Спиридон. Царот присуствувал на состаноците на соборот. Ереста на Арии била осудена и бил составен символот на верата, во кој бил воведен терминот единосуштен со Отецот, кој за секогаш ја зацврстил во свеста на православните христијани вистината за божественоста на Исус Христос, која презеде човечката природа за откуп на целиот човечки род. Длабоко почитувајќи го крстот Господов, императорот Константин сакал да го најде самиот животворен крст на кој беше распнат нашиот Господ Исус Христос. За таа цел тој ја испратил својата мајка, светата царица Елена, во Ерусалим, давајќи и големи овластувања и материјални средства. Заедно со Ерусалимскиот патриарх Макари, света Елена почнала да трага и по Божја промисла животворниот крст бил на чудесен начин пронајден во 326 година. Додека била во Палестина, светата царица направила многу во полза на црквата. Таа дала наредба сите места поврзани со земниот живот на Господ и неговата пречиста мајка да се ослободат од секаква трага на паганството и да се подигнат христијански цркви на овие незаборавни места. Над пештерата на Светиот гроб, самиот цар Константин наредил да се изгради прекрасен храм во слава на воскресението Христово. Света Елена му го дала на чување животворниот крст на патриархот, а со себе понела честица од крстот за да му ја подари на царот Константин. Откако подарила голема милостина во Ерусалим и многукратно организирала оброци за сиромашните, при што и самата служела, светата царица Елена се вратила во Константинопол, каде што набрзо умрела во 327 година. Заради нејзините големи заслуги околу црквата и нејзините трудови во наоѓањето на животворниот крст, царицата Елена е наречена рамноапостолна. Важно е да се спомне дека Константин по завладувањето со целата поранешна Римска империја не отишол да владее во Рим, како што налагале државните прописи, туку својата престолнина од Никомидија, Мала Азија, ја пренесол во малото градче Визант на Босфор. Таму се изградила новата престолнина Константинопол, односно град на Константин или Цариград. Со тек на време Константин веќе воопшто не бил зависен од Рим и Милано и постепено почнал да ја гради својата империја како засебна, како македонска држава независна од Римското царство, кое веќе се сметало за целосно погребано. Во 330-тите години,
Источното царство на Константин се почесто и погласно почнало да се нарекува Македонско царство. Тоа не било без основа, зашто повеќе од 80% од населението на неговата територија биле етнички македонци, кои во уште поголем процент управувале со државната администрација, црквата и војската. Во тој период, Константин спровел големи реформи во сите области на животот со цел да го зацврсти народното единство. Особено било важно тоа што ги коригирал превисоките даноци, со што се намалило сиромаштвото и се зголемила трговијата која на државата и носела големи приходи. Со таа мерка, овој последен римски и прв македонски владетел ги добил симпатиите на народот, што придонесло да се зацврсти врската помеѓу власта и граѓанството. Македонското царство постанало политички, економски и културно далеку понапредно од Западното царство. Иако постојат преживеани докази и записи за суштествувањето на Македонското царство, илјадници документи во кои тоа се споменува биле безмилосно уништени и заменувани со фалсификати и манипулирани копии. Голем дел од македонското богато културно наследство бил ограбен од страна на крстоносците, со цел да се избрише секаков траг и доказ за идентитетот на Македонското царство. Лажната наука и понатаму продолжува да биде генератор на промовирање лаги и невистини, со кои од основа се прекројува и нагрдува вистинската историја. Така, милениумското Македонско царство е злонамерно нарекувано Ромелија или Романско, а на крајот и преименувано во Византија во 16. век, а што е најстрашно, даден му и некаков грчки карактер, што е сосема апсурдно. Сепак, со посериозни истражувања, се наидува на несоборливи докази со кои се демантираат сите квази тези и идеологии на сета антимакедонска лажна и суетна наука и историографија. Големиот македонски владетел Константин I Македонски, тенденциозно наречен Велики, се упокоил во 337 година. Непосредно пред својата смрт, примил свето крштение и официјално станал прв император христијанин. Со големи почести бил погребан во црквата на Светите апостоли во Константинопол, како прв владетел на 1000-годишното македонско средновековно царство, кое суштествувало од 325 до 1453 година. Свети рамноапостолни Константин и Елена, молете го Бога за нас. Светите маченици Пасикрат, Валентион, Јулиј, Никандар и Маркијан се празнуваат на 7 јуни, Нов стил, или 25 мај, Стар стил. Светите маченици Пасикрат и Валентион потекнувале од Доростол македонски, а служеле како војници во римската војска. Биле христијани и заради нивното отворено исповедање на верата во Христа, биле изведени на суд. Таму биле принудувани да им принесат жртви на паганските богови, но тие одбиле, а Свети Пасикрат уште ја плукнал статуата на Аполон. Кога на Свети Пасикрат му пристапил неговиот брат Папијан, кој што од страв се беше одрекол од Христа, па почнал да го наговара и него да се одрече, Свети Пасикрат му рекол: „Оди си од мене, ти не си ми брат." Пасикрат и Валентион биле убиени со одсекување на главите. Тогаш Свети Пасикрат имал 22 години, а Свети Валентион 30. Заради верата во Христа, на суд биле изведени уште неколку други војници христијани. Еден од нив бил и Свети Јулиј. Тој му рекол на судот: „Јас сум ветеран, 26 години му служе верно на царот, па кога досега му бе верен на нижниот, зар да му бидам неверен на вишниот, тоест на небесниот цар?" Потоа, пред префектот Максим бил изведен Никандар. Никандаровата жена го храбрела својот маж да пострада за Христа. „Глупава бабо," и велел Максим,
тебе ти се посакало подобар маж. А жената му одговорила: Ако мислиш така за мене, нареди, па нека ме погубат мене пред мажми. Со Никандар загинал и Маркијан. Неговата жена дошла на губилиштето, носејќи во рацете малечок син. Маркијан го целивал и му се помолил на Бога: Семојќен Господи, грижи се за него. Потоа биле убиени со меч и преминале во Царството Христово во 302 година. Сети маченици Пасикрат, Валентион, Јулиј, Никандар и Маркијан, молете го Бога за нас. Свети новомаченик Александар Солунски. Се празнува на 8 јуни, нов стил, или 26 мај, стар стил. Овој Христов маченик бил роден во времето на големата турска тиранија над Солун. Како млад бил прелажан од турците и потурчен. Во почетокот не го гризела совеста за таа поставка и тој отишол на Ќаба со останатите мухамедански аџии, па станал дервиш. Но како дервиш во Солун почнал горшливо да се кае. При ова каење дошол на мисла дека со ништо не може да го симне од себе страшниот грев на христостапништвото, освен со својата крв. Така тој се решил на мачеништво и излегол пред турците како христијанин. Турците го фрлиле во затвор и го подложиле на долги маки. Но Александар постојано викал: Како христијанин се родив и како христијанин сакам да умрам. Најпосле турците го осудиле на смрт, на што покајаниот Александар многу се израдувал, познавајќи од тоа дека гревовите му се простени и дека Бог ја прима неговата жртва. Бил заклан во Смирна во 1794 година и прославен во црквата небесна и земна. Свети Александар Солунски, моли го Бога за нас. Светите маченици Теодора и Дидим. Се празнува на 9 јуни, нов стил, или 27 мај, стар стил. Во времето на злочестивиот цар Максимијан живеела во Александрија, градот основан од Александар Македонски, девицата Теодора, благородна по род и воспитание. Како христијанка ја извеле на суд пред незнабожците. По долги измачувања за верата во Христа, кнезот мачител наредил да ја фрлат во блудилиште и да им биде дозволено на војниците да ја обесчестуваат. Света Теодора усрдно му се молела на Бога да ја спаси од скверноста. И додека се молела, влегол кај неја војникот Дидим и рекол дека и самиот е Христов слуга, па ја облекол незината облека, а нези ја дал војничката. Потоа ја пуштил Теодора да излезе, а самиот останал во блудилиштето. Заради ова, Дидим го фатил и го извеле на суд, а тој признал дека е христијанин и дека ја спасил Теодора и дека е готов за Христа да умре. Бил осуден на смрт и изведен на губилиште. Тогаш кај него дотрчала Теодора и му рекла: Ако ми ја спаси честа, не барав да ме спасиш и од смртта. Отстапи ми го мене мачеништвото. На ова свети Дидим ми рекол: Возлюбена сестро, не спречувај ме да умрам за Христа и со крв да си ги измијам гревовите. Кога ја слушнале оваа препирка, незнабожците ги осудиле и обајцата на смрт и ги убиле со меч, па им ги изгореле телата во оган. Така овие маченици честно пострадале и стекнале венци на бесмртна слава во 304 година во Александрија. Свети маченици Теодора и Дидим, молете го Бога за нас. Свети Варлаам Охридски. Се празнува на 10 јуни, нов стил, или 28 мај, стар стил. Свештеномаченикот Варлаам или Валам
бил охридски архиепископ од 1597 до 1598 година. Се смета дека стапил на охридскиот архиепископски престол околу 1597 година, после заминувањето на неговиот претходник Атанаси на дипломатско патување во Западна Европа. Поради боголюбиви и родолюбиви причини, бил убиен од турците на 10 јуни, односно 28 мај Старстил, во 1598 година. Во еден запис за неговото мачеништво стои: во летото 7106, месец мај, 28 ден, на архиепископот охридски Кир Валам, турците му ја одсекоја главата во град Велес, откако многу го измачија. Нека му биде споменот вечен. По убивањето и фрлањето во реката Вардар на блажениот отец во тоа време заради гонењата и клеветите насочени против останатите христијани, никој не смел да го следи неговото тело за да го извлече од водата. Но по стигнувањето на разјарените од ѓаволот срца на турците, моштите на маченикот биле чудесно откриени. Имено, во некое место оддалечено 2 дена одење од градот Велес, живеел еден побожен човек, гостолюбив, дарител на милостиња и љубител на сиромашните, позанаед рибар. Една ноќ тој во сон слушнал глас: оди на тоа и тоа место да ловиш риби и ќе имаш добар улов. Тој пак, откако се разбудил, се зачудил од тоа што го слушнал и веднаш поител на риболов на местото каде што му било укажано. Приближувајќи се на тоа место, видел бела птица која неподвижно седела на едно дрво крај брегот на реката и личела на орел. Тој многу се восхитил размислувајќи што е тоа, зашто никогаш не беше видел птица со таков изглед. И откако се приближил, го видел телото на блажениот врз водата, како стои неподвижно на едно место. Онаа пак птица, како некој стражар, едноставно го насочила погледот кон телото, како да го чува. Благочестивиот човек познал дека тоа е телото на архиепископот Варлаам, според раните и по распространетите гласови за тоа убиство и за фрлањето во река. Тогаш тој го извлекол телото и го однесол тајно во тамошното село, поставувајќи го во црквата додека да биде погребано. Птицата пак цело време го следела телото при носењето, а кога било поставено во црквата, тогаш и таа застанала врз црквата и стражарела над него. Боголюбивиот човек намислил да го погреба телото надвор од црквата, но во сон му се јавил самиот архиепископ Варлаам, велејќи му: внатре во олтарот на црквата погребај ме, бидејќи јас за црквата пострадав и умрев. Боголюбецот ги известил своите блиски соседи и ги повикал заедно со свештеникот на погребение на телото. По завршувањето на опелото, кога дошло време да се положи телото во гробот, многумина почнале да го допираат за да го кренат и да го внесат во гробот, но тие не можеле ни најмалку да го поместат. Сите се зачудили и размислувале што е причината за таа непоместливост. Заклучувајќи дека најверојатно не се сите достојни да го допираат телото на светиот, решиле да изберат тројца побожни мажи со добродетелен живот, посведочен од сите кои таму живееле. И на вистина, ним не им било попречено да го внесат во гробот, па го погребале честно. По неговото погребение, птицата која седела врз црквата и го чувала неговото тело, одлетала и оттогаш исчезнала. Откако поминала една година од погребувањето на телото, некој благочестив епископ, љубител на сиромашните и во се посведочен во совеста и живењето, како пазител на заповедите Христови, имал ангелско видение во кое му било речено: изнеси го богатството скриено таму, за да се прослави Бог. Притоа му се јавил архиепископот Варлаам, кој со негодување му рекол: до кога ќе ме држите во затворот на оваа темнина, за да не можам да им дадам помош на оние кои се во маки и страдаат од разни болести и демонски искушенија? За да се узнае дека од оној што помислија да го умртват, од него ќе бидат умртвени. Од оној што помислија да го обесчестат, од него ќе бидат обесчестени и за вечност ќе се посрамотат.
Оној што помислија да го убијат, ете сега жив е и нив почнува да ги убива и ќе ги погуби. И за да не се вгнезди ѓаволскиот род во созданијата Божи, ќе го исконам и садовите на Божјото пребивање ќе ги очистам и осветам, и да пребиваат во милоста Божја ќе направам. Изнесете ме на очиглед на сиот свет, о епископе! Тогаш епископот, откако со ужас се разбудил од сонот, размислил за видението. И веднаш отишол во градот Охридски и ги свикал православните, известувајќи ги за она што се беше случило. Тие пак, откако изслушале се распалиле со ревноста на љубовниот оган и го замолиле епископот неодложно да отидат заедно со него и да ги донесат чесно моштите на блажениот од она село во градот Охридски. Епископот пак брзо го прифатил нивниот совет и молба. Меѓутоа, за да не се случи демонската завист да го попречи нивното започнато дело, предизвикувајќи тревога помеѓу безбожните турци, и за да не се оневозможи она што сакале да го добијат, намислиле да побараат дозвола од турците, како некогаш Јосиф со Никодим, што го измолија Пилат да им го даде телото Исусово. Така и охриѓаните, одејќи кај кадијата и кај останатите управници на турските места во Охрид, ја упатиле оваа молба. О Кадио и вие господари на овој град, сте слушале дека без вина и грев беше убиен сиротиот епископ на нашиот град од убиците кои живеат во градот Велес и погребен беше таму и таму без почести. Сега ние се сетивме дека овој сиротиот беше родом од нашиот град, а овде се удостои епископ да биде. Ве молиме, дозволете ни да го донесеме својот мртовец во неговото родно место, а вие и награда ќе добиете од нас се што ќе посакате, само да ни го дадете бараното. Тие пак кога слушнале за награда, повеќе заради тоа отколку заради молбата, откако ја зеле од нив наградата, им дозволиле да го донесат блажениот Варлам во градот Охридски. Тогаш, откако зеле дозвола и од властите на градот Охрид, православните христијани отишле заедно со тој епископ по телото на архиепископот и кога стигнале, најпрво ги извршиле за упокоените молитви како што е обичајот и тогаш ги извадиле моштите од гробот и ги поставиле на подготвениот удар. Но, о какво чудо! Кога го виделе телото, имало само мали белези на местата на предходните длабоки рани, каде што било прободено и расечено. Од овие пак рани потекло благомирисно миро, така што сите биле во недоумение, со какви усти и славословија да го прослават Бога, кој го прославил својот светител. По силата на своите можности, сите со благодарност должни славословија му принесле на милостивиот Бог. Тогаш почнале да доаѓаат и болни од различни болести и страсти обземени, и во името на светиот, со допирање и помазување од мирото, веднаш здравје добивале и од болестите и страстите се ослободувале. И како од некој воин, од насилството и робството ѓаволско, преку допирање до телото на блажениот, од сите неволји и страдања се исцелувале. Потоа, духовно празнувајќи, оние христоносни луѓе го пренеле телото на архиепископот Варлам во градот Охрид и го положиле во црквата на Охридската архиепископија. Свети Варлам Охридски, моли го Бога за нас. Света маченичка Елконида се празнува на 10 јуни, нов стил, или 28 мај, стар стил. Света Елконида била родена во Солун и воспитана во христијанското благочестие. По времето на царевите Гордијан и Филип, кога христијаните биле прогонувани, преминала во Коринт, каде што велегласно ги разобличила оние што им принесувале жртви на идолите. Кога началникот Перини ја советувал да му принесе жртва на идолот Ескулап, Христовата маченичка му рекла: "Слушај, јас сум слугинка на Христос, а кој е Ескулап не знам, прави што сакаш." За ова била изведена на суд и мачена со страшни маки. Била фрлена во оган, но од телото й се излеало толку крв, што огнот се угасил, а таа останала жива. Ја фрлиле пред лавови, но тие не ја ни допреле, туку се умилкувале околу неа.
ја пуштиле во идолскиот храм за да им принесе жртва на идолите, но таа ги искршила сите идоли и со тоа уште повеќе го озлобила мачителот против неа. Кога лежела во рани во затвор и се јавил Господ со архангелите Михаел и Гавриел и ги исцелил раните, ја утешил и ја укрепил. Потоа била изведена на губилиште за да биде убиена со меч. Пред да ја убијат, ги кренала рацете нагоре и му се молела на Бога да ја приброи кон овците негови по небесното трло. Кога ја завршила молитвата, се чул глас од небото. Дојди, ќерко, за тебе се приготвени и венец и престол. Најпосле убиле со меч и примила венец на слава од Господа, за кого со љубов се жртвувала, чиста и непорочна, како јагне. Света маченица Еликонидо, моли го Бога за нас. Света Теодосија Цариградска се празнува на 11 јуни, нов стил, или 29 мај, стар стил. Преподобната маченица Теодосија живеела во 8 век. Се родила во Цариград, Константинопол, престолнината на Македонската империја, така наречена Византија. По смртта на своите родители била воспитана во женски манастир во Цариград, посветен на светата маченица Анастасија. Света Теодосија се замонашила во манастирот откако на сиромашните им го поделила имотот што ја останал во наследство од нејзините родители. Дел од парите употребила за насликување на иконите на Спасителот, Пресвета Богородица и маченичката Анастасија. Кога се зацарил Лав и Савријан, кој владел од 717 до 741 година, суровиот иконоборец издал наредба на секаде да се уништат светите икони. Во тоа време во Константинопол имало порти наречени Месинг, а над нив повеќе од 400 години стоела бакарна икона на Спасителот. Во 730 година недостојниот патриарх иконоборец Анастасиј наредил да се отстрани иконата. Православниот народ, начело со маченицата Теодосија и други монахињи, се упатил да ја одбрани иконата и ја превртел скалата на која стоел војникот што ја извршувал наредбата. Лажниот патриарх Анастасиј, плашејќи се дека немирите ќе се засилат, го известил царот за тоа што се случило. По наредба на царот, војниците ги убиле сите монахињи, а преподобната маченица Теодосија, како најревносен бранител на иконите, била затворена со цел да биде измачувана. Во текот на цела недела и се задавале по 100 удари секој ден, а 8-миот ден ја повеле низ градот, жестоко тепајќи ја по пат. Еден од војниците удирајќи ја и нанел смртна рана, од која маченицата веднаш починала. Христијаните го зеле телото на светата преподобна маченица, кое лежело фрлено на земјата, и со почит го погребале во манастирот Диокритис во Цариград. Погребното место на светата Теодосија се прославило по многобројните исцелувања на болните. Света Теодосија Цариградска, моли го Бога за нас. Свети новомаченик Јован се празнува на 11 јуни, нов стил, или 29 мај, стар стил. Свети Јован бил роден во големиот македонски град Солун. Неговиот татко исто така се викал Јован, а мајка му Томаида. Имал и постар брат кој се викал Теодор. Јован не умел да чита, но брат му Теодор честопати му ги читал житијата на светителите, кои тој со радост ги слушал и им се восхитувал. Поради сиромаштијата, татко му отишол да работи во Смирна како чевлар, а со себе го повели Јован. Еден ден, во мај 1802 година, татко му го испратил Јован во градот по некоја работа, но тој не се вратил. Подоцна, татко му разбрал дека Јован го примил исламот и дека бил наречен Мехмет, поради што многу се разочарал. Сушност, Јован не го примил исламот, туку се преправал дека го примил, за да може на таков начин да пострада за Христа.
По известно време Јован се сретнал на улица со некој свој роднина кој не сакал ни да го поздрави. Јован го прашал зошто не го поздравува, а роднината му одговорил дека тој е христијанин, а Јован муслиман и дека нема што да разговараат. На ова Јован му одговорил да причека 15 дена за да види каков муслиман е тој. На 7. јуни, односно 25. мај стар стил, блажениот Јован јавно изјавил дека е христијанин и бил изведен на суд. Таму го величал името Христово, поради што бил фрлен во затвор, иако имал само 16 години. Бил убедуван да го напушти христијанството, но тој не попуштил, поради што бил осуден на смрт и јавно погубен, на 11. јуни или 29. мај стар стил во 1802 година. Христијаните го откупиле неговото тело и достојно го погребале. Свети новомаченик Јован, моли го Бога за нас. Свети исповедник Никифор, патриарх Цариградски. Се празнува на 15. јуни нов стил или 2. јуни стар стил. Свети Никифор бил благородник од Цариград, односно Константинопол, престолнината на Македонската империја, тенденциозно наречена Византија. Татко му Теодор бил висок чиновник на царскиот дворец, богат и благочестив. Никифор служел неколку години на дворецот во истиот чин како татко му. Но откако ја видел сета светска суета, се оддалечил на бреговите на Босфор и таму изградил манастир. Набрзо манастирот се наполнил со монаси, а тој управувал со манастирот не сакајќи самиот да се замонаши, под изговор дека е недостоен, иако во се им служел на сите за пример. Пред ова учествувал на 7. Вселенски собор како мирјанин, по волја на царот и на патриархот, и многу му користел на соборот со своето извонредно познавање на Светото писмо. Кога умрел патриархот Тараси, Никифор бил избран за патриарх против неговата волја. Веднаш по изборот го примил монашкиот чин и другите чинови по ред и во 806 година бил востоличен во Света Софија за патриарх. Тоа било во времето на царот Никифор. Кога се зацарил Лав Петти во 813 година, патриархот бил уверуван од него дека ќе ја чува православната христијанска вера, но набргу потоа тој се објавил себе си како еретик и иконоборец. Патриархот се обидел да го посоветува и да го врати кон вистинската вера, но попусто. Царот насилно го протерал Никифор во прогонство на островот Проконис, каде што во беда и во секакви лишувања поминал 13 години, па се преселил во вечноста во 827 година. Како патриарх управувал со црквата Христова 9 години. Во 847 година, нераспадливите мошти на светиот патриарх Никифор, кои лежеле во земјата 19 години, свечено биле пренесени во Цариград, во катедралната црква Света Софија. Свети Никифор бил извонреден црковен поглавар на своето време и служејќи со посветеност на црквата, оставил огромно духовно наследство, бројни значајни дела од историска, догматска и канонска содржина. Свети Никифор Цариградски, моли го Бога за нас. Свети Еразмо Охридски се празнува на 15 јуни нов стил или 2 јуни стар стил. Во некои цркви, како на пример руската, неговиот спомен се слави на 17 мај нов стил или 4 мај стар стил. Свети Еразмо Охридски бил родом од Антиохија, а живеел кон крајот на 2 и почетокот на 3 век, по времето на најсуровите противници на христијанството, царевите Диоклецијан и Максимијан. За животот на Свети Еразмо дознаваме од двете негови житија, сочувани во повеќе верзии,
во кој е опишана неговата мисионерска дејност и маченичката смрт. Уште од младоста разгорен од љубов кон Христа, блажениот Еразмо ревносно ги исполнувал неговите заповеди и бил поставен за епископ на градот Формија. Кога нечесниот император Диоклецијан, подложувајќи ги христијаните на маки, ги довел во збунетост жителите на градовите на неговото царство, Свети Еразмо ја напуштил својата столица и побегнал во Либанските гори, каде што останал 7 години, криејќи се од гонителите. Таму ревносно се подвисувал, се дотека еден ден не слушнал глас на ангел од небото, кој му рекол: Еразмо, никој нема да ги победи непријателите ако спие. Оди во твојот град, бори се храбро и ќе ги поразиш твоите непријатели. Кога по овие зборови Свети Еразмо тргнал по патот што му го посочил ангелот, војниците што го сретнале го прашале за неговата вера. Свети Еразмо изјавил дека е христијанин. Тогаш војниците го фатиле и го довеле во Антиохија кај царот Диоклецијан. Диоклецијан вршил големи притисоци на Свети Еразмо да се откаже од Исуса Христа и да им се поклони на идолите, ветувајќи му земни благодети и богатство, но блажениот останувал цврст и непоколеблив. Затоа бил предаден на тешки измачувања. Најпрво царот наредил да го тепаат со стапови, а потоа со оловни шипки, но бидејќи Свети Еразмо не се откажувал од својата вера, по наредба на мачителот бил подложен на нови маки. Му ја стругале кожата на телото со железни спојници, а потоа стопиле катран и сулфур и почнале да му ги истураат врз раните. Но со Божја помош, маченикот не чувствувал никаква болка, но извикувал: Цару, каде ти се казните? Наеднаш настанал земјотрес и 1/3 од народот загинал. Но таа несреќа Диоклецијан му ја препишал на Свети Еразмо, велејќи: Овој што го гледате ги клеветеше нашите богови и поради тоа настана оваа несреќа. После ова, Свети Еразмо бил ставен во затвор со синџири на вратот и на нозете, а на слугите им било наредено да го држат под строг режим. Меѓутоа, преку молитва кон Исуса Христа и со негова помош, Свети Еразмо како Христов гулаб бил земен од ангел, кој го однесол во македонскиот град Лихнид, односно Охрид. Се среќаваат известни податоци дека Свети Еразмо по неговото заминување од Антиохија бил однесен во Лукридон, а некаде се споменува и Ликија. Меѓутоа, врз основа на археолошките податоци пронајдени при ископувањата на наоѓалиштата во Охрид и Охридско, како и врз основа на раширеното народно предание и култ кон светецот, речиси без исклучок се смета дека македонскиот Лихнид бил градот каде што Еразмо еден подолг период ја извршувал својата мисионерска дејност. Охриѓани до денешен ден го почитуваат Свети Еразмо Охридски како еден од најголемите заштитници на градот Охрид. Овде Свети Еразмо ги поучувал сите на верата во Христа и крштевал многу луѓе. Во исто време правил и големи чуда, а меѓу другото го воскреснал и синот на видниот Лихнидец Анастас. После ова чудо, од него биле крстени уште 40.000 души. Откако дознал за тоа, Максимијан, соуправникот на Диоклецијан, испратил војници да го донесат кај него. Според некои извори, Свети Еразмо бил однесен во денешна Италија, а според други, Максимијан во тоа време престојувал во Илирија, македонската провинција, па Свети Еразмо не заминал далеко од Охрид каде што се подвизувал. Кога војниците го довеле пред царот, тој им наредил да го тепаат по образите и му се заканил дека ќе го распнат на крст ако не им принесе жртва на паганските богови. Тогаш Свети Еразмо му рекол: Каде се твоите богови за да можам да им принесам жртва? Свети Еразмо во придружба на многу народ бил одведен во храмот на Херакло, а во некои житија се споменува Зевс или Јупитер. Кога продорно ја погледнал статуата на паганскиот бог, таа паднала, станувајќи прав и пепел, а одвнатре излегол змеј. Исплашениот Максимијан побегнал, а Свети Еразмо го поразил змејот. Гледајќи ја Божјата сила која дејствувала преку Свети Еразмо, од него се покрстиле 20.000 луѓе. Царот наредил Свети Еразмо да биде фатен и окован со тешки железни синџири и да биде подложен на страшни измачувања.
По негова наредба била изработена бакарна облека која вжештена била ставена на телото на свети Еразмо. Но по милоста Божја таа се оладила како снег и ни малку не било оштетено Еразмовото тело. Потоа царот наредил свети Еразмо да биде полеан со 38 литри изовриено олово, смола, катран и масло, но казано се распрснал при што му нанел тешки изгореници на царот. Тогаш тој очајно извикал: "Горам, Божи човеко, помоли се за мене." Маченикот испросил за него исцеление, а гледајќи го сето тоа, многу од народот поверувале во Христа. Одеднаш при Еразмо дошол ангел Господов и преку драч го донел во градот Формија во Кампанија, каде што многу повеќе луѓе биле крстени од него. Според некои од житијата, свети Еразмо го завршил својот живот во Формија, каде што бил и погребан. При пустошењето на Формија од сарацените во 9 век, моштите на свети Еразмо биле пренесени во Гаета, во црквата Сета Марија, а потоа повторно вратени во Формија. Во житието пак сочувано во Москополскиот зборник, како и во речиси сета литература од словенско потекло, стои дека од Кампанија свети Еразмо повторно се вратил во околината на градот Охрид, каде што се повлекол во една пештера во која се подвизувал се до крајот на животот. Пред смртта 3 пати се поклонил кон исток и со воздигнати раце му се молел на Бога да им ги прости гревовите и да им подари вечен живот на сите оние кои што со вера ќе го повикуваат неговото име. На крајот од молитвата се слушнало Господовото ветување од небото дека ќе биде така како што просил светиот маченик. Сиот радосен, свети Еразмо влекол во радоста на својот Господ на 15 јуни нов стил, односно 2 јуни стар стил, во 303 година. Пештерата со црквичката на свети Еразмо и денес стои недалеку од Охрид и од неј до ден денес се пројавува големата сила на овој Божи угодник, свештеномаченикот Еразмо. Свети Еразмо Охридски, моли го Бога за нас. Свети Асти, уште познат како епископ Драчки, се празнува на 17 јуни нов стил или 4 јуни стар стил. Свештеномаченикот Асти живеел и пострадал во времето на царот Трајан, прогонителот на христијаните, кој владел од 98 до 117 година. Свети Асти бил епископ на градот Дирахија, Македонија. Еден ден светиот сонувал сон кој му навестил скоро страдање и смрт за Христа. Така и се случило. Свети Асти бил фатен и жестоко претепан со оловни прачки и воловски жили. Бидејќи никако не сакал да се одрече од Христа, најпосле го распнале на крст, а телото му го намачкале со мед за да му ги зголемат страдањата од каснувањата на осите и страшлените. Славејќи го Бога во најголеми маки, свети Асти го предал својот дух, примајќи 2 венци, маченички и свештенички. Христијаните честно го погребале неговото свето тело. Свештеномаченику Асти, моли го Бога за нас. Свети новомаченик Марко се празнува на 18 јуни нов стил или 5 јуни стар стил. Овој светител се родил во Смирна, денешен Измир, но неговиот татко Хаџи Константин бил македонец од Солун. Мајката на свети Марко исто така била од Смирна. Марко бил оженет, но ѓаволот го натерал да падне во грев со некоја друга жена и да се одрече од Христа, преминувајќи во исламот. Недолго потоа почувствувал грижа на совеста и со плачење отишол да се исповеда кај некој духовник. Во 1792 година со својата жена заминал за Трст и Венеција и таму повторно се исповедал. Потоа патувал и во други места. Решил маченички да пострада за Христа, од кого пред тоа се одрекол. По советот на некој духовник заминал на островот Хиос,
каде пред тамошните турци јавно изјавил дека се одрекува од нивната вера и дека му се враќа на вистинскиот Бог Исус Христос. Веднаш бил изведен на суд. Судијата најпрво се обидувал да го убеди да се откаже од Христа, но кога видел дека се залудни неговите напори, наредил негово мачење. Свети Марко бил жестоко мачен, но останал непоколеблив на својот пат кон мачеништвото во името на Исуса Христа. Поради тоа бил осуден на смрт и погубен на островот Хиос на 18 јуни, односно 5 јуни стар стил, 1801 година. Свети новомаченик Марко, моли го Бога за нас. Свети Петар Светогорски, уште познат како Атонски, се празнува на 25 јуни нов стил или 12 јуни стар стил. Свети Петар бил по занимање војник. Војувајќи еднаш против арапите, бил заробен, окован во пранги и фрлен во затвор. Така останал долго време во затворот на градот Самара на реката Еуфрат, а постојано го молел Бога да го ослободи, за да може сиот да се посвети на молитвен подвиг. Во затворот му се јавил свети Симеон Богопримец заедно со свети Никола, му ги допрел со својот жезл прангите и тие се стопиле како восок, а Петар одеднаш се нашол надвор од градот. Веднаш тргнал на пат за Рим, каде што на гробот на свети апостол Петар бил подстрижен за монах од самиот папа. Потоа со кораб повторно тргнал на исток. Во сон му се јавила пресвета Богородица со свети Никола и му рекла на свети Никола дека самата на Петар му ја одредила света гора за подвиг. Тогаш тој немал ни чуено за ова свето место. Штом се симнал на света гора, се вселил во една пештера во која живеел 53 години во тешки подвизи, во борба со гладот и жетта, жегата и мразот, а најмногу со демонските сили, се дори не ги совладал со помош на Бога. Откако ги истражал првите искушенија и добро ги положил првите тешки испити пред Бога, ангел Господов почнал да му носи леп секои 40 дена. Неколку пати му се јавувал искушувачот ѓавол во вид на светолангел, но Петар го отфрлувал со знакот на крстот и со името на пресвета Богородица. Така преподобниот се подвизувал во тајност долги години. Се упокоил во 734 година. Една година пред неговото упокоение, Господ посакал да им го открие својот слуга на луѓето, па така, според неговата промисла, се случило следното. Еден ловец, земајќи го својот лак и стрелата, отишол да лови на света гора. Поминувајќи низ карпести места, длабоки долини, пресечени со високи и чести ридови, тој стигнал до местото каде што монахот Петар го водел својот ангелски живот. Кога ловецот се приближил до ова место, видел голем елен како истрчува од шумата, кој играјќи истрчал во далечината пред него. Гледајќи убав елен, ловецот го бркал и го гонел цел ден, додека еленот по Божја промисла стигнал до пештерата на монахот, над која застанал неподвижен. Ловецот, следејќи го еленот, здогледал гол човек со густа брада, со коси кои допирале до слабините, чие тело било обраснато со влакна, како оние на животните. Гледајќи го монахот, ловецот ужасно се исплашил и побрзал да побегне назад. Тогаш свети Петар, кога забележал дека ловецот се втурнал назад, го повикал со силен глас. Брате, зошто се плашиш и бегаш од мене? На крајот на краиштата јас сум човек како тебе, а не демонски дух како што мислиш. Врати се и дојди кај мене и јас ќе ти кажам се за себе, бидејќи Господ ти испрати овде. Ловецот, слушајќи го гласот, застанал и исплашен му пришол на пречесниот отец кој го повикувал. Светителот го охрабрил ловецот, го прегрнал и го целивал во Господа и седнувајќи почнал да разговара со него, раскажувајќи детално се за себе, како тој како гувернер бил заробен во војната, како го чувале во Самарската зандана, како со јавувањето на свети Никола и светиот богоносец Симеон се ослободил од оковите, како пристигнал во Рим и се вратил оттаму, како се населил на оваа планина и како се борел, што јадел и колку години живел во осаменост,
Накратко му го раскажал на ловецот целиот свој живот. Ловецот се изненадил слушајќи ја приказната за светителот, се ужаснал и со умиление рекол: Сега разбрав дека Господ ме посети со својата милост. Ми даде да го видам неговиот таен светец, тебе, оче. Од овој ден јас секогаш ќе видам со тебе слуго Божи. Нека не биде така, чедо, му рекол пречесниот. Прво врати се во својот дом и испитај се. Дали можеш да ги исполнуваш испосничките подвизи? Но обиди се на овој начин. Воздржувај се од месо, вино, сирење и путер, а пред се од сопругата. Раздели го својот имот на сиромашните, моли се и пости ревносно, испитувајќи се себе си со скрушена душа. Така помини 1 година и потоа дојди кај мене и како што ќе му биде угодно на Бога, така ќе постапиш. Откако го кажал ова, светителот му дал на ловецот како завет молитва и благослов. Потоа, испраќајќи го кај своите, тој се збогувал со него. Дете, оди во мир и никому не откриваја тајната што ти е кажана. Богатството кое на многумина им е познато може да биде украдено. Ловецот му се поклонил на светителот и си заминал, славејќи го и благодарејќи му на Бога што го удостоил да го види да разговара со таков Божи угодник. Кога стигнал дома, ловецот направил се што му рекол светецот. По 1 година, ловецот заедно со 2 монаси и неговиот брат тргнал на брод и застанал спроти местото каде што престојувал Свети Петар. Напуштајќи го бродот, тие отишле право во горната пустина. На пат кон местото каде што живеел светителот, ловецот, поттикнат од силна љубов, побрзал пред сите кон пештерата. Го нашол пречесниот отец како лежи мртов на земја, со раце склопени вкрстено на градите и благодатно затворени очи. Гледајќи го тоа, ловецот се ужаснал и почнал силно да липа на телото на преподобниот. Кога придружниците на ловецот дошле и го виделе чудесниот мртовец и нивниот пријател како плаче по него, прашале: Кој е овој мртовец што го најдовте и зошто толку горко плачете за него? Тогаш ловецот со солзи и липање детално им го раскажал животот на преподобниот, како што и самиот го слушнал од неговите усни минатото лето. Приказната за чудесните дела на починатиот отец ги допрело срцата на оние што слушале. Плачеле горчливи солзи, жалејќи што не биле удостоени да видат жив толку голем Божи слуга и да разговараат со него. Братот на ловецот, обседнат од нечист дух, штом ги допрел моштите на светецот Божи, веднаш добил исцеление. Демонот го фрлил на земја со силен извик: О, Петар, зар не ти е доволно што ме избрка од моето дувло, а сега ме бркаш и од моето вистинско живеалиште? Со овие зборови тој излегол како чад од устата на човекот кој лежал како мртов. По некое време станал со здраво тело и душа и му рекол на својот брат: Ти благодарам, брате мој, затоа што ме донесе овде за моje добро. Потоа, паѓајќи пред моштите на светителот, исцелен, со радост и благодарност ги целивал. После ова, ловецот и неговите придружници ги зеле светите мошти на светителот Божи, ги изнесле на брегот и ставајќи ги на својот чун, ги однесле во едно прилично познато село кое било под македонска власт. Слушајќи за многуте исцеленија што се излевале од моштите на светителот, градскиот епископ со своето свештенство ги зел исцелителните останки на Свети Петар, со чест ги пренел во својата епископија и откако со аромати ги положил во скапоцен кивот, ги предал на погреб во црквата, после 3 дена и 3 ноќи на сенародни славословија на Пресветата Троица, Отецот и Синот и Светиот Дух, Бог прославуван од сите созданија, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Петар Светогорски, моли го Бога за нас. Света Ана и нејзиниот син Свети Јован се празнуваат на 26 јуни Нов стил или 13 јуни Стар стил. Блажената Ана била родена во Македонската империја, така наречена Византија.
Нејзиниот татко бил ѓакон во Влахернската црква на Пресвета Богородица. Откако рано го изгубила својот татко, Ана останала младо сираче под грижата на нејзината баба. Кога Ана станала полнолетна, бабата се погрижила да ја омажи, иако девојката не сакала. Откако се омажила, побожната сопруга отишла кај својот вујко кој се подвизувал на Олимп. На овој подвижник по заповед на Лав иконоборецот му го отсекле јазикот, но и покрај тоа тој можел слободно и без пречки да зборува. Здогледувајќи Ана, тој се нажалил што младата Божја слугинка ја омажиле. Зошто ја здружиле со сопруг онаа која беше назначена за божествени подвизи и трудови, рекол тој, а потоа, откако ја благословил светата, си заминал. Ана се вратила во Македонската империја, односно Византија. По многу години умрел беззакониот цар Лав, а на царскиот трон дошле благочестивите и православни Константин и Ирина. Тие посакале да го видат споменатиот подвижник од Олимп, за да добијат поука од него и да го послушаат неговиот совет. За време на престојот во империјата, подвижникот повторно ја видел својата внука Ана, ја благословил и рекол: Биди храбро и силно, чедо, зашто многу таги ќе поднесеш. Знај исто така дека твојот сопруг наскоро ќе умре, но само откако ќе се роди твоето дете. Предвидувањето на светиот маж се исполнило. Ана родила дете, а кога тоа се уште било мало, нејзиниот сопруг се разболел. Блажената Ана во тоа време се подготвувала да стане мајка на уште едно дете. И ете, после 6-тиот месец од зачнувањето, нејзиниот маж умрел. Откако го оплакала и погребала својот сопруг, Ана го дала својот син, роден пред неговата смрт, на грижа на еден роднина. Таа самата се предала на големи подвизи, молејќи се по храмовите. Подоцна се родило и второто дете. Во тоа време, блажената Ана повторно го видела олимпискиот подвижник кој дошол од Олимп во империјата. Ана паднала на земја пред него и прегрнувајќи ги неговите нозе, побарала благослов. Благословувајќи ја, старецот рекол: Каде е твојот син, жено? Ана одговорила: Синот за кого ти ми предскажа, живее кај твојот брат и мојот добротвор. И еве имам уште еден син. Откако го кажала ова, блажената Ана почнала да се жали на тежината на нејзиниот живот. Молете се, чесен оче, за моите деца, рекла таа со горко плачење. На тоа старецот и рекол: Нели ти реков дека праведниците ќе мора да поднесуваат многу таги? Неопходно е да се биде храбар и да се издржи, зашто ако не ги издржиме овие неволји, нема да бидеме оправдани. Така му е угодно на Бога. Не грижи се за твоите деца, зашто нашиот Господ и Владика ќе ги земе кај себе. Тогаш Ана, заблагодарувајќи му се на Бога, паднала пред нозете на старецот и се заминала утешена. Наскоро се исполнило предвидувањето на олимпискиот подвижник, зашто децата на Ана отишле кај Господа. Откако им го поделила целиот имот на сиромашните, блажената Ана почнала да ги обиколува сите цркви и светилишта во Константинопол, усрдно препуштајќи им се на молитвите. Потоа, запознавајќи се со еден добар монах, старец, кој како и нејзиниот вујко, подвижник, се подвизувал на Олимп, таа примила монашки подстриг од него на едно тајно место и облекла машка монашка облека, оставајќи ги женските одежди. Во таква облека, криејќи го својот женски пол, Ана дошла на Олимп. Стигнувајќи пред портите на еден манастир, таа почнала да го моли вратарот да ја прими кај игуменот. Вратарот по обичај го известил настојателот за неа, а тој ја повикал кај него. Паѓајќи пред неговите нозе, сета Ана го молела да ја прифати како еден од браќата. Откако и го дал вообичаениот благослов, овој божествен човек ја подигнал и ја прашал: Што значи твоето доаѓање кај нас и како се викаш? На тоа Ана одговорила: Дојдов во твоето честно живеалиште заради моите многобројни гревови, за да го поминам остатокот од мојот живот во чистота и да добијам милост од Господа на судениот ден. Јас се викам Евтимијан, бев евнух на царскиот двор.
А светиот старец рекол: ако навистина имаш таква мисла во твоето срце и посакуваш спасение на душата, како што велиш, тогаш бегај од смелоста и страстите, зашто природата на евнусите е склона кон страстни мисли. Откако го кажал ова, старецот ја извршил воопичаената молитва и ја вброил блажената меѓу браќата. Прифатена во монашкото братство, Света Ана почнала усрдно да напредува во сите добродетели, а особено во смирението, поставувајќи висок пример за сите монаси кои се подвизувале во манастирот. Во меѓувреме, поранешниот слуга на Ана, на кого му било доверено конечното средување на сите нејзини имотни дела, по завршувањето на сите работи, отишол да ја бара својата господарка. Откако го нашол монахот кој ја замонашил блажената, тој почнал да го прашува: знаеш ли каде е мојата господја, која оставајќи се земно бараше небесни работи? Тој одговорил: она што го знам за неа, чедо, нема да го одречам, зашто од мене таа прими подстриг и од мене беше облечена во монашка машка одежда. Но каде е сега, не можам да знам со сигурност. Меѓутоа слушнав дека била примена во братството на еден од олимписките манастири. Па да одиме заедно во тој манастир и да се распрашаме за вашата господарка таму. Кога стигнале до манастирот, тие почнале да го распрашуваат вратарот и откако дознале од него за онаа што ја барале, го замолиле да ја повика. Кога светителката излегла, монахот и рекол покажувајќи на слугата: еве го твојот верен слуга кој многу страдал додека те барал. Потоа двајцата посетители почнале да ја молат да се смести со нив во олимписката лавра. Блажената Ана се покорила на нивните молби и откако добила благослов од настојателот и од браќата, заминала со монахот и нејзиниот слуга во олимписката лавра. Таму Ана останала долго време, неуморно трудејќи се и подвизувајќи се. Бог ја прославил светата подвижничка со дар на чудотворство. Гласот за незините чуда стигнал и до далечни земји и толпи луѓе доаѓале кај монахот Евтимијан, така што манастирот не можел да ги собере сите посетители. Тогаш настојателот на лаврата го известил пресветиот Тараси, патриархот Цариградски, за Евтимијан, велејќи му дека манастирот, поради неговата теснотија, не може да ги собере сите што сакаат да го видат подвижникот. Патриархот ја повикал Света Ана во главниот град на разговор, а потоа им дал на монасите од лаврата по пространо место со заповед таму да изградат поголема лавра. Кога била изградена новата лавра, блажената Ана се населила во неа за понатамошни подвизи за спасение на многумина. И нејзината слава се ширела се подалеку и подалеку. Но и во својата слава блажената не ги избегнала тагите. Ја чекале нови несреќи по вина на еден лажен монах, кој всушност се покажал како разбойник и соработник на злобниот клеветник ѓаволот. Откако извршил насилство врз една девојка, тој разгласил дека овој грев го направил Евтимијан. Но Света Ана не се ожалостила заради тоа и не придавајќи значение на клеветата, кротко ја поднесувала несреќата што ја снашла. Меѓутоа, една боголюбива жена застанала во нејзина заштита. Слушајќи ја гнасната клевета на безсрамниот, таа рекла: гледај, брате, да не се покаже дека евнухот омаловажуван од тебе е всушност света девственица и да не пострадаш за своите гревови, зашто си достоен за генскиот оган, обесчестувајќи ја непорочната додека самиот си виновен за гревот. Но безбожниот лажен монах и потоа продолжил да и нанесува навреди и вознемиреност на Света Ана, се додека по волја Божја не се дознало дека под превезот на монахот Евтимијан се трудела блажена жена. Така се разоткрило лажното обвинување од страна на злобниот лажен монах, а тој, фатен во клевета и во злосторничко дело, бил обесен. Сетителката, не сакајќи нејзината тајна да им биде позната на многумина, побегнала оттаму со двајца монаси во една пустина. Наоѓајќи тука една напуштена црква и до неа градина со извор, таа се населила таму заедно со двајцата монаси од олимписката лавра кои ја придружувале, од кои едниот се викал Евстати, а другиот Неофит. Оттаму блажената Ана преминала во Сигматските земји, каде што се подвизувала, давајќи им исцеление на сите
и правејќи чуда, се додека не била повикана од Бога во небесните живеалишта. Така, водејќи свет живот, се преселила кај Бога кога го возлюбила од детството во 826 година. Инаку, јасно е дека едно од децата на Ана, најверојатно помалиот син, се викал Јован. Според други извори пак, Ана имала само еден син, Јован, кој се подвизувал заедно со неа близу Олимп. Света Ана и свети Јован, молете го Бога за нас.